Ај добар ден, убав ден, за убо за арно нека. Са некој ќе слави, некој ќе плави, демек тажен ќе биди блуме, сваѓај. А некој на работа и цел ден ќе глави. Ама зато па некој ни вратој, ни глави, ни ништо ватуле. Значи не знам как греши в работата, ама вака не се договорив. Не може ве две капки да капнат и никој да не знае да вози во собраќај. Можно е. Значи 100 пати го имаме правено муавето, са па треба та тема да отвара. Ништо, ај, паку шпица. Јас разбирам дека постои некоја пуста желба се биди главен во собраќај. Не во собраќај, во свето главен. Невозможно е колку крало и кралици имаме последно. Особено кралици. И во ретето бидете си крало и кралици и везири што сакате бидете. Ама патиштата не ви се вас од Господаени, туку направени се за сите да ги користим. Разбирам дека сите мислат дека се нешто поки од другите, ама уреду е. Таквите мислења се остава дома и после тоа излегваш надвор во светот и си човечко суштество. Оти ако беше нешто од човечко суштество ќе те знаев, можда и ќе ти се крстевме, не може да знае. И ајде да речиме то го разбирам, сите сакат да бидат нешто поќе уреду. Друго немам да разберам. Оти сите влегвате в кола само кога ќе врне. Значи ајде луѓе што возат секој ден, што работат со возење, што разбирам. Ама вие што не возите никогаш нигде, што стално колите за нови си ги чувате дома, што стално чекате да ве земи некој. Зошто влегвате в кола кога ќе заврни, објаснете? За да ве земи некој, ве собери? Абе 3 капки капнаја човек. 3 капки капнаја, хаос собраќај. И ако веќе мораш да влезиш в кола, не мора. Ама ако веќе мора, ете нешто ептен мора се оди в кола, пошто не дај Боже некоја капка да капни ќе не стопи. Ако веќе влегваш в кола, вози бе брат. Јас не знам што правите, спиете од тие колите. Улицата од 2-1 кола и пол бери, ти седиш го чекаш тоа, таму се влечка. Абе дено негов ме сваѓаш, кој те тркала ти дали имаш работа или не. Влечка вози батето навален на телефон овака. Ако имаш муавет на телефон, значи сите имаме нешто што треба да го направиме. И мене ми си има дешавано да треба возам и да треба вратам негде или да се јавам. Ама ако гледам дека прам гужва, ќом ќе се паркирам негде, ќе напишам и ќе замина. Не прам редици зад мене, пред мене од сите страни. Значи осет малце. Јас не велам дека треба 100.000 да возиш низ град, ама вози како што се вози. Тервосет пожибеш. Не терајте тука земам, а се нервирам во јавноста. Друга работа. Сите вие што имате положено досега воžња, џабе ќе ви зборам, тоа е веќе изгубен случај. Ама ќе се обратам на овие што треба сега да учат и да полагат доправ. Што ќе блокираат патот доправ. Ве мола, значи ве мола моите на тие часоите од автошколи. Знам дека не е кул, знам дека знаете да возите, внук ми од 4 години го седнам ќе стапни на онај вака ќе прави на волан, уреду. Што ви каже еден професор, возењето е проста работа. Ако можеш да возиш, да прицкаш работи, да збораш со луѓето и уште не знам што да правиш, значи не е ништо комплицирано. Секој може да научи. Арно ама, то не значи дека на секој ќе му оди исто убаво. Јас не го правам муавето, јас сум безгрешен или оти сум кузне како возач, не сум. И јас правам грешки нормално, ама гледам во секој случај секогаш што можам помалце му сметам на другите, пошто така е најбезбедно и за мене и за нив. Пошто не сум сам на улица. И се оти ви велам дојте на тие часоите од автошкола. Оти таму ќе ти кажат сите работи што дома стрикот или таткот или дедот и не знам кој те учи да возиш, нема ти кажа. Особено па другарите тие за нив не знаат, тебе ќе ти кажа. И знам дека не е кул да ги почитуваш знаците или не знам што, барем знај ги. Пошто ако можете да видите низ град, од веќе положените возачи што не оделе на часови, пошто што има тој да оди на часови, ме сваѓаш, тој се знае, нема тој што да оди таму. Тој на училиште не оди, овде ќе оди на часови, се иди. Од тие луѓе се блокираат патишта. Ти не можеш бе брат, не можеш на кружен тек да не знаеш да поминиш кој што треба. На прсти се бројат кружните текови. И на сите кружни текови стално има некоја гужва, стално нешто се дешава, и стално некој не знае кај тера. Ево, чекај малку. Сега ќе нацртам. Што сторас уметничко дело правење. Што накриво, ева нема врска. Зубо нека. Добро, за не ми се смејте, не сум сликар, јас ама нема врска. Ово е кружен тек, така. Пош требаше со поке ленте го нацртам, а не е битно. Ке си ги замислим. Значи прво и основно, од кај сакаш иди овде, не си ти главен на кружниот тек. Тие што се веќе внатре се главни. Освен ако не кажуват знаците нешто друго, ама кај нас не кажуват, значи уживај, не си ти главен, од кај сакаш иди, од кој сакаш пат иди. Тој што е веќе внатре во кругот, тој е главен. Ме пратиш? Ни ме пратиш ништо, јас зборам, ти караш, врниш од таа страна. Дека кој сум јас паметен да се прама ли добро? Сега не знам која страна вас ви е десно, која лево, ама нема врска, јас по мој ќе ви кажам. Значи да речиме дека си овде и сакаш да свртиш десно вам. Значи ја фаќаш најнадворешната и одма излегва. Нормално прво ги чекаш тие што се со предност, влегваш тука и излегва. Надвореш. А го сакаш ваму да излези. Ако има 3 ленти во овој кружни, замисли си ги се, малце го нацртав така не убава, нема врска. Легваш на повнатрешната лента, даваш мигавец овде за десно, излегваш десно. Значи жмигавец и за бенвињата ва жмигавец. Значи повнатре излегваш вам.
вам. Ако сакаш да излезеш на ова или да свртиш круг, легваш наивнатре и го вртиш круго, излегваш ваму, пак жмигавец даваш, не излегваш туку така, шак, жмигавец. Толку е цела филозофија. Ај не пи после. Значи идиш тука, ги чекаш, тиеш се внатре го, ки имаш простор, земаш едно од лентите, зависи за кај си и бегаш, толку. Не луѓе внатре, тој му влегва од тука внатре и ваму излегва негде. Значи мислете малце страшна работа, манова како крсте да се прекрстам ми дојде. Са до душа да бидиме реални, кружните текови овде кај нас битола малце се терсене, ама нема врска, тие се правилата истите се. Сага да нацртаме овој црн мост човек, ај ги нацртаме и него. Немој човек тука два збора да кажи за друго, за собраќај ме терата збора. Чеј се уметнико нацрта. Да видиме се. Оре терсене овој како ќе го направам се. Ајде. Ами Драгоро кај да го клам. Нема веза, овој чкртањците на средина Драгоро ќе видат, еве го ја. Значи овој пато што иде од озгора за надолу по Драгоро, така? Булеваро да речам. Ова е булеваро нагоре шоди. Ваму стои за на Тепсија, ваму стои за в затвор, ваму стои за покрај Драгоро, не знам кај се ој таму. И зашо рековме за кружните текови. Тој што е овде во овој круго тука што влегва во него, тој има предност. Немат предност овие од озгора што идат, што се залетват стално како последно да. Не ви бега возо за Европа, у реду е, неој нигде возо за Европа, тука ќе опочуваме уште малце. Че ако ише од озгора без разлика во која лента си, до технички треба во ова лента застанат, ова лента би слободна, ама пошто не знаеш овие кај одат, може додат на талента, може да сака овде име нуличе да излезат. Значи застани една. Му се сневи. Не варе виша математика е ова ве човек. Ме тера де дука Пикасо да станвам на стари години. Значи вага што ги ми тек ни се нервирам, тек во собраќај. И многу често слушам мој немој не се нервира, џабе се нервира што се нервира. Мора јас знам дека е џабе, ама ај кога е посилно нешто од тебе што да прави. Пример има дело од дено кај што луѓе одат на работа, луѓе се враќаат од работа и нормално се направи гужва. Порано беа 2 стаколи во цел град, сега 2 стаколи во едно семејство има, сите со коли се. Чинела не чинела, купи му кола таму, шо има врска. И ќе се прави гужва, ќе се прави. Особено кој што реков има луѓе никоја што не возат. Стално да ти ли пешки или ќе те натера ти да го земиш или да земиш да ги разносваш низ град. И ќе заврни 3 капки, ќе капна и ќе влези в кола. За прво и основно кај ти така не знат да возат, искуство ич пошто не гибат колата за нова му е в гаража оставена. Па уште во најголемиот хаос кој ќе заврни, тогаш влегват в кола. И ќе дојди во некој потесно уличе, са има метро де на та страна, пола метро од другата. Ја гледаш седната вака се треси, не ме бери, не знам дали ќе помине. Ами ако не знаеш дали ќе поминиш, ако не знаеш дали те бери негде по патиштата, шо бараш в кола вече? Мислам пак ќе речам нормално е треба возиш да се научиш, ама не треба возиш кога ќе врни, кога ќе знаеш дека ќе би хаос. Стар глуп муавете, ама не сме од чекер, нема се стопиш ако ти капнат 3 капки. Порано луѓето во најголемите дождој, јас лично во најголемите дождој пешки одев низ цел град. Кој имаше време со мене се занимава да ме носи да ме враќа. И шо ако те наврни троа го накисниш, леле, чудото големо е. Не дај Боже сино на мајка да настини, немој. 37 температура е нешто страшно. Ако покашлаш трој или ако ти се навикне имунитето малце и телото на понезгодни ситуации, тоа е многу лошо. Немој ама, само в кола и дома и в кола, никако поинак. Друго што не ви јасно, што сакате да нацртаме дурмие тефтеро тука. Сакате правило десна страна. Пошто се поки имам чувство дека појма нема народо што е десна страна. Сам тие го знаат правилото, само која страна беше десна. Сега ќе нацртам. Значи цртаме раскрстница. Ша. Мора уште поќе го крсти спадна. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Значи ова е раскрстница, така? Сега ќе нацртаме една кола овде. Прокриви се правоаголничината, ама замислете. Кој ќе помине овде прв се. Ако нема никакви знаци на раскрстницата, важи правило десна страна, така? Просто го граб. Што значи правило десна страна? Тој што ти е тебе десно има предност. Што значи ако имаш некој од десно, треба го пуштиш да помини прв, па после ти да помини. Така некако беше, знам. Што значи овај без разлика дали врти десно, право, лево, кај сака нека оди, овај овде му е од десно. Значи мора прво да пушти овај да помини кај да оди, па после овај да помини. Ете толку е филозофија. Значи ако ти иди некој од десно, пушти го нека помини, после ти ќе помини. Не ти се сромва бисер, у реду е. И сега гарант има некој паметен што ќе се направи таму што ќе речи, а што ќе биде ако има кола и овде кола и сите имат некој од десно. Кој врви тогаш прв? Тогаш батуле прв врви тој со БМВ-то. Оди тој со БМВ-то не знае која му е десна, која му е лева страна и не дава жмигавец. И никој не знае кај оди. И кога имаш некој што не дава жмигавец, што не знаеш кај ќе сврти си велиш дај нека помини поарно, оди ги се земе белјата, тоа е. Тоа е, нему е лесно и знаеш ти што значи БМВ да имаш мора. Еден таму пишел по коментарите, сите вие што коментирате што се смеете, пандашите мои од БМВ-то се поскапи од цел живот ваш. Браво батуле. Алал да ти. Е на петка ќе ти
ти пиши. Ша! Дури ми замина линијата од 5 ти е плюс тука. 5 плюс. Може да си го земиш кога сакаш од тука, не е проблем. Што ти значи собраќе. А на друга тема ќе правев муабет роден ден, но иди за неколку дена на телевизија. Сакав да зборам за роденденските работи, ама излегов насред белден, 3 капки дожд од озгора падна. Работа што можев да ја завршам за 2 минути, ја завршвав 2,5 сат. Оти да не ме брат. Така, ко сум будала кому водам сметка на сите, бе стапни таму клаеден БМВ знак од озгора на колата и тере. Што ќе му мислиш ти, нега му мислат ти. Толку за денес, фала ви за вниманието. Имајте убав викенд. Поздрав.